Албанија за поддршката од Грција да влезе во НАТО и да оди во преговорите кон Европска Унија, до мерка да огромна квадратура од морето, од Јонското море, од водите државни ги има дадено со некој договор кој се вика Јон 1, Јон 2, Јон 3, каде што па внатре, доле, длабоко, уште на времето, уште во времето на социјализмот и на комунизмот и тамо и во Русија, советските научници откриле многу нафта, огромни резерви на нафта, меѓутоа многу длабоко и тогаш не постоела таа технологија за да се извлече. Меѓутоа сега, всушност, за една таква поддршка, со таква уцена, грците имаат добиено територија богата со нафта, која не знам кога ќе успеат или дали ќе успеат. Значи, уцената тамо, меѓутоа, еве, ваква економска, територијална, успеала. Да, ама Албанија е компензирана. Албанија, за разлика од Македонија, од која се бара... Македонија ништо не бара, фактички, тоа е нашата грешка, од која се бара и себе да се даде, Албанија доби регион Албанија. Голема Албанија ти е искреирана на твои очи. Еве, завчера, кога беше Топи на гости, он се обраќа како лидер на сите албанци. Кога во Македонија нешто ќе се деси, реагирали Албанија како да е дел од нејзина територија. Во Европска Унија ние колку пати треба да го повтараме фактот дека грчкиот аргумент е по секоја цена да се спречи креирање на регионот Македонија. Додека има македонци, тие ќе се поврзуваат културно, јазично, економски, семејно. Моите роднини не се во оваа Македонија. Сите се од таа страна на границата. До пред 10 години не знаеше никој да бекне македонскиот помладата генерација. Сега, заради тоа комуницирање по-слободно, по-често, ние веќе сите знаат македонски. Некои од нив и читаат. Значи, регионот Македонија во Европа. Вие знаете, Европа, за да се избегнат на секој 10 години, 20 години судири и војни, заради вештачки или лошо поставените географски граници помеѓу државите, Европска Унија е замислена, за тоа е големата европска идеја, замислена да се релативизираат државните граници, да комуницираат народите кои се поделени после разни војни и освојувања и така натаму, и да креираат по слободна волја региони за... Без разлика дали се економски, етнички, вински регион, не знам што... Меѓутоа, тоа е фаза, знаете. После таа фаза, како ќе се развие Европа, дали ќе станат нови држави, значи, регионите дали ќе станат држави или не, или што ќе се случи, никој не знае. Грција тоа сака да го превенира. Зошто и Бугарија тоа сака да го спречи. Албанија е намирена. Албанија, иако дала нешто, и морала да даде, пошто е послава, нели? Таа е компензирана на друга страна со тоа што Грција не ја блокира, па дури и кога е во прашање, нели, братската Србија и на нејзина сметка која се игра. Но Македонија ништо не добива. Македонија е сега, како да ви кажам, во ситуација кога сите од неа бараат да се преименува и народ и држава за да не се креира регионот Македонија. Ние да сме жртва за сите околу... Тоа го кажа Папандреу пред 3 месеци. Значи да сме ние жртва за сите. Ама вака јас да се жртвам да му е подобро некому. Не, јас не се согласувам ничија жртва да бидам. Меѓутоа, ако Европа или Западот, кој објективно го создаде овој проблем уште на почетокот на векот, 20 век, ако она видела феноменален терен во Македонија, од политички елити, од интелектуалци, од медиуми, од политички партии, кои може да ги раководи, да ги меси, кои да ги сами го проблематизираат од внатре собствениот идентитетот и го спорат. Зошто? Они само утврдуваат цена, викат овде е најлесно, најмалку кошта, овде ќе притиснеме. Јас не можев да се изначудам пред известно време, бидејќи сите се прават сега луди. Лажираат на ангро,
прашањето на идентитетот кој го отвори. Сакам, значи, многу правично, пошто го обвинуваат, гледам таа тенденција и во некои емисии, и во некои колумни, јавни настапи. Груевски бил тој што го проблематизирал идентитетот со тоа што не прифатил замена на референцата бивша Југословенска република со некоја попристојна. Значи, прво, референца не е име, туку е привремено име. Тоа кога тогаш, и по 200 години да е, значи може да се замени. Трајно име е нешто друго, поготово вие која ќе се преименувате. Дури и по меѓународно право, односно по конвенцијата за договори, Виенската конвенција за договори, многу јасно се знае како се разликува, како се прават тие. Или под закана на сила, или со сила. Тогаш се прават. Но тие договори паѓаат веднаш кога ќе се изменат условите. Доброволно менјање на име, тоа е, вие као да сте си запишале, односно сте му рекле на докторот, дај ми е тоа иглата, си ставам овде и се самоубивам. Значи, името, не името на државата во меѓународен сообраќај, туку идентитетот како тема во председателските диалози за Македонија го отвори Бранко Црвенковски. Модератор на таа трибина беше Ферит Мухич. На таа трибина учествуваа, тоа го запамтив, ми се зацементира, не можев да се соберам воздух, не можев да земам од шок. Учествуваа познатата, како се вика, експертутска елита, плюс минус некои што си заминаа шокирани каде биле наместени. Значи беше Владе Милчин, беше Ким Мехмети, беше Колја Мрак, ние го викаме, не знам како се вика, како се презива, добро. Беше овој колумнистот на Дневник Жарко Трајановски, или не знам како се вика. Фрчковски обавезно. Беше Ѓунер Исмаил. Мислам, таа стандардна постава, и не можев, бев фрапирана дека слушам, таму слушнав дека и амебите го менјале идентитетот. Сум пишувала за тоа во Фокус. Слушав за двостепен идентитет, теорија на Фрчковски. Каков е тоа? Тоа ќе го правим. Тоа, неговите теории се посебно за разработка. И не можев да сватам како може актуелен шеф на држава да ја постави темата идентитет. Се вадат они на тоа дека и во Франција се разговара за идентитет. Не, во Франција се разговара што ќе биде суштината на францускиот идентитет во 21 и 22 век. Не како ќе се вика францускиот идентитет, пошто тој е француски идентитет. Со кои содржини ќе го пополниш? Да речеме, дали ќе има повеќе луѓе од Гана или од не знам што. Да, но никако да го разбиеш идентитетот кај нас. Значи е тесно сврзан со името на нека. Таа е втората лага. Сакаш да кажеш дека овие луѓе што ги наброја на тие диалози за не знам што за Македонија. Они го отворија. Всушност, ја